Група ученици од најпознатата балканска школа за резба во Тревен од викендов се на виннички терен да пренесат дел од своите искуства, но и да ја презентираат работата на школата, која можеби би била предизвик и за наши ученици. Дизајн е најтърсената во момента. Тревненската школа е стара повеќе од 200 години. Најстарите иконостаси кои уште се чуваат во Тријавна се над 200 години. Меѓутоа традиционалната резба се помалку интересна за младите луѓе. Поатрактивни се новите насоки кои ги воведовме, иконопис и ентериерен дизајн. Во сите три профили има само по 8 ученици кои се едуцираат по 5 години, така да во целото училиште имаме од 11 до 120 ученици. Оваа тридневна работилница во организација на Домот на културата Тоша Арсов како дел од програмата за Павловден е со меѓусебна подршка на градоначалниците од Травјана и Виница како збратимени општини. Денес официјално почнува чествувањето на патронот на општина Виница Павловден. Наши специјални гости на овој ден се делегација од општина Тријавна, Република Бугарија, начело со градоначалникот на општина Тријавна, господинот Дончо Захариев, и ученици од Тревненската школа, од Тревненската гимназија за дрворезба. Овие денови ќе има работилница за дрворезба, така да овие деца кои што се првенци во генерацијата со своите мајстории ќе ни покажат како се прави оваа резба во дрво и се со цел да привлечеме внимание наши ученици, наши таленти од Виница, доколку некој би сакал да може да ја посети оваа школа и доколку покаже интерес и да се запише во оваа школа и да ја заврши. Значи, ова е најпозната школа за резба на Балканот. Чест и задоволство ми е што двата града имаат една повеќе годишна соработка и посебно ме радува што сме дел од овој убав празник на градот Павловден. Се надевам дека соработката ќе продолжи и со ваши ученици да дојдат да се едуцираат кај нас. И тоа братство да прерасне во уште побава дружба. Павлоденскиот репертоар продолжува вечерва со голем етно концерт на групата Монистра кој ќе се одржи во центарот на градот.